Audio Jungle. Почитувани гледачи, секој нов разговор е ново искуство и нови гледања на работите за кои зборувавме и на темата посебно со која се занимаваме во последно време, а тоа се разбира спортот и здравието. Во оваа прилика имаме соговорник кој е и искусен и длабоко навлезен во оваа проблематика и сигурно дека сите негови размислувања ќе му бидат од користи на оној гледач кој е помлад, тоа се пред 70-та и се разбира на нивните родители, бидејќи тие главно се грижат за здравието на своите најмили. Го поздравувам Ивица Цимбаљевиќ, професор по физичко воспитување, кратко спортски кажано онака, инаку мислам дека е поинаку дефинирано и добре дојде во студиото. Добро вечер и благодарам за поканата. Така. Долги години сте и традиција во семејството ви е физичката култура. Накратко кажано на почетокот, што значи физичката активност за здравието на човекот? Впрочем и секојдневно ние со нашето функционирање секојдневни активности сме физички активни. Директно за нашиот наставен предмет физичко и здравствено образование, тоа значи единствен предмет каде детето или ученикот се чувствува слободно и се работи 100% за неговиот здравствен, добар и квалитетен развој. Така. Гледаме дека западот, развиените земји како што Америка, Англија се содруваат со проблемот на малку движење и на така подебелки дечиња, пополнички, што таму се смета и за сериозен проблем и се превземаат веројатно и соодветни активности. Кај нас можеби не сме до таа фаза, меѓутоа сме сигурно на тој пат, затоа што се повеќе се врзани младите за компјутер, за телевизор. Цената на мислам современиот во наводници начин на живење, ние го дефинираме современ начин на живење, ја плаќа младата популација. Спомнавте високо развиени економски земји каде што мислам дека пред година или две Светската здравствена организација спроведе едно големо истражување и ја прогласи дебелината како болест. Не како инцидентна ситуација, него како болест, а истражувањата беа спроведени преку еден БМИ индекс, стручно кажано, и тие истражувања се многу релевантни и се точни. Дебелината кај учениците можеби, кај младата уствари популација, не се должи на таа мала физичка активност, колку што се должи на неквалитетната и брза исхрана и она што вие го спомнавте, општата компјутеризација и она се што правиме, или оние сега реклами кои ги гледаме, плаќете од дома, значи, еве, тоа е еден многу прост пример, плаќете од дома, место да одиме пешки до банка, ние многу дел од функцијата, замислете децата кое е тоа нивно уживање, дека од дома може да спроведат се, па и овие социјалните мрежи каде што може да се дружат и да играат игри, а да седат цел ден дома. Цената е таа, дебелината, искривувањата на работниот столб, X нозе на систематските прегледи веќе и кај нас е тоа една не алармантна, но се позачестена појава. Така, имате долго искуство со млади генерации. Дали ние полека фаќаме чекор со овие модерните земји во тој негативен аспект и во таа, би рекол, тој цех што го плаќаме на модернизацијата? Согласно искуствата, ние обично прифаќаме негативни работи, побрзо него позитивни. Така да, водејќи ги спортските картони на моите ученици, не сум правил анализа детална, но вака провизорно гледано, дебелината и БМ индексот е се поголем и поголем од година во година. Интересот кај учениците за воннаставни активности гледаме сите дека е помал, ги интересира едноставно, можеби се и во право. Општеството тоа го нуди во моментот, тоа е интересно и така.
Колку се доволни часовите по физичко воспитување за децата да пример да надокнат она што им недостасува како физичка активност? Овие скоро 15 години во наставниот предмет физичко и здравствено образование се вложува, мислам, квалитетно се вложува. Пред едно, мислам дека 12 или 13 години се воведе третиот час од прво до 8, сега 9 оделение. Со изградбата на спортските сали, една акција имаше нели пред 10 години, многу спортски сали се направи, па и во нашата општина. Се створија услови, се негува предметот. Еве сега колеги наши професори по физичко и здравствено образование часовите во прво оделение ги држат заедно со професорите по оделенска настава. Сето тоа се работи кои допринесуваат во предметот. Сега 3 часа неделно колку се доволни. Ние имаме еден наставен план и програма која е одобрена од Бирото за развој на образование, каде се офатени скоро сите спортски игри. Од зависност од училиште до училиште, од условите за работа. Имаме во Кочани едно основно училиште кое нема спортска сала. Тие колеги таму се снаѓаат како знаат и умеат. Некој училиште има услови за работа, просторни, нема реквизити. Но во ред, секој малку креативен наставник по физичко, наставниот час може да го направи интересен и квалитетен. Но сепак сум на мислење дека во наставните активности како редовно посетување на тренинзи во спортски клуб, во еден квалитетен тренажен процес на нашата општина фали многу. Постојат спортски клубови, знаеме, нели, но сето тоа мислам, можеби и ќе си дозволам слово и да тврдам дека не е тоа поставено како што треба или како што нашите генерации го паметат тоа. Добро, како бројка, можеби имаме дечиња кои се опфатени по 100-150 деца во поедин клуб. Во поедини клубови има тука и универзални школи и така натаму. Меѓутоа, како квалитет, веројатно тука ви е коментарот дека не е тоа што им е потребно, не е тоа се она што им е потребно на децата. Мислам дека од аспект на стручност, од аспект на време посветено, од аспект на реквизити и така натаму. Спортот е наука, веќе, мислам, тоа го гледаме. Не мора да одиме далеку. Ако веќе на некој наше ниво размислуваме, ако веќе ја отворивме темата од физичко, па физичко и здравствено образование е тесно поврзано со спортот. Една Црна Гора која е помала по површини и помала по население, гледаме нивните репрезентации спортски клубови на кој ранг се? Словенија, исто така. Ако се темелиме на тоа дека сме мала држава, дека сме мал број на население, еве ги двете земји од нашето бивша заедница кои постигнуваат многу коректни и многу добри резултати скоро и во колективните и во индивидуалните спортови. Сакам да кажам дека квалитетот, сега вие со бројката на децата го спомнате квантитетот, во ред. До една возраст е квантитет, ама тој квантитет треба да произведе една селекција и квалитет. Кога треба да дојдеме до квалитетот и да влезе детето во редовен такмичарски систем, тогаш нас нема и како општина зборувам, но и на државно ниво е иста сликата. Тоа е мое мислење, мислам дека третиот одбрамбен аргумент, мали сме и по народ и по територија како Црна Гора и Словенија, третиот одбрамбен аргумент е сиромаштијата. Значи посиромашна држава и можеби или тоа сиромаштијата е повеќе во главата, не инвестираме таму каде што е најпотребно, тука инвестираме во... И апсолутно дали еден-два надпревари во текот на викендот и да не спомнеме дека интересот за тие надпревари е апсолутно никаков. Ајде пак да се задржиме на здравјето, но да поврземе со клубовите или спортовите. Кој спорт според вас е вака препорачлив, најдобар за дечињата кога почнуваат, кога се удираат темелите што се вели на една индивидуа? Препорака е од сите стручни медицински и од нашата фела луѓе дека со спорт со кој нема возрастна граница е пливањето. Еве сега пак ќе се кажем, имаме летен базен, но зимски добри 10 месеци во Кочани нема услови да се користи пливањето. А имаме термална вода. Па добро, тоа е веќе економскиот дел на општината, зборуваме за условите, нели? Пливањето нема граница. Зборот ми е дека термална вода со 40 на степени се испушта во реките, она што се искористува во оранжериите,
а може да се искористи изворедно во, да речеме, некои базени, да се насочи во тој правец и потоа пак да се враќа во тробата на земјата. Малку можеби повеќе стопанско прашање отколку спортско, но тоа е тоа. Па сведоци сме, Банско, Србија, мислам тоа го имат многу одамна решено. Покрај пливањето, убаво е и се препорачува во една фаза на растот на детето повеќе од социјален дел да биде посетител на колективен спорт. Така, иако индивидуалниот спорт е малку поизразен, индивидуално колку ќе се трудам, колку ќе сработам, успехот е само мој. Но колективниот спорт повеќе делува на социализацијата на детето, каде мора да соработува, дали ако е кошарката во прашање со 5 играчи, ако е ракометот со 7, фудбалот со 11 и така натаму. И уште нешто преска не спомнавме, и овие клубови кои постојат во општината, колку се толку се, јас одамна нема никој додено, барем кај мене, ми кај колегите имаме стална комуникација, да дојде некој тренер од помладите категории да се консултираме и да направиме некоја стратегија, секој кој покаже малку барем талент, пошто ние сме првите тие кои можеме на учениците и како авторитет и како наставници да им препорачаме да тренира фудбал по тие антропометриски димензии кои 3 пати годишно ги спроведуваме кај учениците, да предпоставиме и така некој ќе со растот ќе биде висок, да посетува ракометен клуб, да посетува кошаркарски клуб, значи и таа соработка ја нема, која порано ја имаше, морам да признам, ја имаше соработката. Сега најверојатно родителите одлучуваат сами кој спорт ќе го посетуваат, а и понудата која е таа. Да, и мислам дека имаат многу малку време и да им посветат и на децата и да размислат посериозно што е тоа што им е најнеопходно, а совети можеби не добиваат од стручни луѓе и тоа е тоа. Вие сте поврзани со кошарката, да речеме генерацијски, затоа што во Кочани имало периоди кога кошарката имала и многу повисоко ниво и од квалитетивен и од популарен аспект. Зошто во моментот или сега некој многу слабо стоиме со тој спорт, бидејќи своевремено можеше да претпоставам да абсорбира голем број на млади кои би се определиле за тоа, сигурен сум дека не недостасуваат таленти во ова поднебје. Браво, мислам, ова е последното таленти. Кочани како спортски град никогаш не е кобурило со таленти, било да е кошарката или било кој друг колективен или индивидуален спорт. А ние како општини или помалите градови во Македонија, многу одамна е констатирано дека додека е на вредност талентот, ние сме освојувале во пионерска, кадетска, младинска категорија, сме освојувале први места на државно ниво и така натаму. Но кога ќе дојде фазата на малку клуб и кога поголема возраст, е така, тогаш, кога се бара еден многу стручен тренержен процес, тогаш овие таленти едноставно одат под сенка и не знам, после Јорданчо Давидков од нашиот град, например, а Јорданчо Давидков, да ќе го спомнеме, како најквалитетниот кошаркар од општината која излегол, релативно млад го напушти овој град и отиде во Скопје. Да. Мислам дека таму уште во 7-8 деление отиде во Скопје. Да. И тоа е основниот проблем, зашто не, еве сега, по овие 2-3 години активно се вклучив и ми се допаѓа организацијата на Сојузот на училишен спорт, односно Федерацијата на училишен спорт, каде што се поделени два надпревари, 6-7 оделение, 8-9 да се даде шанси на помалите ученици да учествуваат во тој систем на надпревари. Уште во 6 оделение се гледа кој ученик е заинтересиран, кој сака. Или еден многу банален пример, значи дошол баба, дедо, татко, мајка да го гледаат, значи тоа цело семејство живее тоа дете да спортува и да игра. Мораме на некој начин да го вратиме тоа назад. Како да го вратиме? Јас сум поборник некоја работа ако не чини да се почне од нула. Почнуваме со немалите категории. Се враќаме 2-3 чекори назад. Така, од сега натаму за тие колку години што очекуваме, како очекуваме, ако има желба и расположение, бидејќи ние како генерации полека завршуваме и полека ќе избледе, а тоа на прескош кога го спомнавме дека спортот како беше во Кочани, како беше ова, ќе се заборави и ќе останат само мобилните телефони по клубите заборавени и по игралиштата. Да. Вред
Тешко да се зборува за стратегија која може од сега да се постави за да се подигне, да речеме, кошарката, уште сме кај неа на повисоко ниво, меѓутоа дали недостатува повеќе иницијатива кај спортските работници или пак знаејќи што ги очекува во општината, дека нема доволно поддршка ниту од локалната, ниту од централната власт од тој аспект, не мислам за ова, за било која, тука некаде се проблемите. Па најверојатно од се помалку. Прво и децата не се тие кои бевме ние. А многу тешко некој дете да натераш да издржи еден напор, една дисциплина, да биде редовен. Гледам и кај секцијата, кај нас во училиште, ќе дојде на еден тренинг, па недела дена го нема. И вие преска спомнавте, времето на децата не им дозволува, ангажирани се на секакви страни. И ова е точно дека поддршката сега системот како е поставен, дали општината, дали бизнис секторот. Генерално ниво на држава мислам дека е лоше и да, имаше некој закон донесен за некој одбивање таму, ваучери, сега слушам на телевизија, во кошарката тоа дали мислам дека и втора лига дали почна да се надпреварува. Ваучери не им се ни доделени. Да. Така да во право сте за поддршката од страна на општеството, државата и општината, но и од другите сегменти има помалку, но сепак треба да стиснеме заби и овој период некако да се издржи за да оставиме барем мал некој темел за понатаму некој можеби ќе има многу подобри услови за да го продолжи овој спортски град да остане спортски град. Така, за жал состојбата финансиски е лоша и во другите. Ние разговаравме во претходни емисии со гимнастичари, односно со луѓе од гимнастиката, од фудбалот и така натаму. Едноставно сите кубура со средства и ми се чини дека дури и овие школи кои сега како приватни школи се оформуваат, повеќе се борат да опстанат отколку да створат нови квалитетни генерации. Потешка е борбата да се опстане, отколку да се изфрли некој талент во серијски. Па кога ќе концентрацијата ќе биде да се опстане, за да се преживее таа сезона со сите трошкови да се подмират, нормално дека концентрацијата во квалитетот и стручноста во работата ќе биде многу мала, односно за да некој биде квалитетен треба во континуитет да се усовршува, да посетува меѓународни семинари овде во државата кои се организираат, па и подалеку па да оди на спортски кампови некаде каде што тие покажуваат голем квалитет, зборувам за тренерите, не за играчите, така. И кога една сезона едва финансиски се издржува, тој сигурно нити една минута не е одвоил за да се доусовршува. Децата сигурно и знаат дека нема перспектива во тоа едноставно. Да, ако уште сега гледа дека немаат средства таму, во право сте. Вложи... Па камоли и да ние како родители, например, да инсистираме да троши време во спортот, кога екзистенцијата е еден ден, зборувам за нашата држава, дека не може да се обезбеди со тоа што ќе игра фудбал или кошарка или некој друг спорт. Добра наистина нашата држава. Да. Сега би спомнал еден момент кој мислам дека како држава го пропуштаме и сме го пропуштили и минатите години исто беше. Го пропуштивме моментот кошаркарската репрезентација кога го направи успехот во Великобританија. Секое дете зборуваше за кошарка. Тогаш масовноста ја имаш и селекцијата можеш многу едноставно да ја направиш. Со ракометот сега исто се случува. Вардар постигнува успеси, и секој зборува од децата за ракометот, ги знаат сите играчи, зборуваат кој шо како направил, сонуваат да бидат како нив еден ден. Да, а се уште и ако се нешто организира, се организира на комерцијална основа. И сам приватните школи, спортски школи, да бидеме искрени, еве јас сум од таа фела, е повеќе комерцијализација, неголи создадени услови за еден спорт, за еден стручност, за еден квалитет, бидејќи еве мина едно 20 години, немаме никаков ефект од тие комерцијални школи. Да, и донекаде има разбирање за тие луѓе што ги водат тие клубови, затоа што навистина немаат друга екзистенција за клубот. Состојбата е таа. Да, и мора да рачуна да смета на членарината на дечињата, при тоа нормално и се полабави оние селективни критериуми да се селектираат играчи, дали ракомет, дали кошарка, дали друг спорт, кои се наистина квалитетни, се оди на масовноста за да се добијат во комерцијалните школи нема селекција. Така, да, кој плати ќе игра. Грубо кажано, можеби не најсоодветно. Да. Во ред, колку еден млад човек треба да се занимава со спорт, ако не е спортист на свој начин, да речеме во неделата да излезе да протрчи или да пропешачи до овие наши излетнички места,
да џогира и така натаму. Па мислам дека тоа е сега многу во експанзија, велосипедите. Да, Имаме и прилика тие да се ги може, гледаме да. групи кои па можеби не секој ден, ама викендите во едно 2-3 правци околу нас, по група по 10, по 3-4 возат. Ова скоро дали овој викенд или минатиот на Пониква трката трайл, која беше релативно млади беа вклучени таму, има прилика да гледам преку вашите медиуми. Тоа е некако на мода, неголи за оваа тема која разговаравме за спортските клубови и постигнување на резултати. Ама таму се вклучени малку повозрастни мислам генерации. Да, по-рекреативно и учениците од кои ние очекуваме и се надеваме дека ќе бидат спортисти. Така. Дечињата како да ги мотивираме или да ги научиме, што се вели, да сами да се свесни колку им е неопходен спортот и сами да бараат начин да спортуваат, да речеме да стане наутру, ако е недела или сабота во 8 часот да истрчат до градче и назад или не знам, на некој од спортските терени, на стадиони и така натаму. Првиот момент е наставникот, еве оделенскиот професор, еве сега и колеги се вклучени наши. Јас практикувам часот по физичко и здравствено образование да биде малку слободен, да не биде, мислам, како сега точно имаме планирање, но тоа планирање има мали отстапки кои ги користиме. Да може детето и да викне малку погласно, да може и да направи нешто кое е вон часот. Да. Во наставните активности сабота, недела, порано, ние како наставници, добро сега, кога бевме помлади, со своите оделенија практикувавме и излети. За време на еден излет каде разговорот е многу слободен, разговаравме за многу теми. Верувајте, родителите, наставникот се двете алки од кои учениците гледаат, учат. Сега кога еден родител напишал на ливче дека ученикот не може да вежба, наставникот не може ништо против тоа. Така да нашата мотивираност кон децата, можеби 6-7 оделение евентуално да имаме некое делување кон нив, но веќе 8-9 оделение имам чувство дека тоа веќе се изградени личности, дека многу малку може да се смени кај нив. Знаете дека границата на пубертетот од година в година се намалува. Не со оние 16-17, туку на уште надолу паѓа. Обично, што мислам дека е проблем, но не можам да се борам против тоа. Пробав, кај девојчињата, ливче ученичката таа не може да вежба денес на часот по физичко и здравствено образование. Зошто? И девојчето се срамува, 6 оделение. Добро, родителот па има менструален циклус. За време на менструалниот циклус, знае да биде болен, знае да биде незгоден. Но и докторите го знаат тоа, затоа и од докторот нема оправдување. Затоа што докторот го тоа многу убаво знае, дека во ведниот дел на часот каде што ние користиме вежби за истегнување и разгибување на организмот, делува многу позитивно на болната менструација. Значи, подобра опција ученикот со воведниот дел на часот да го заврши часот и да се повлече настрана, неголи без опрема да го седе целиот час и да го следи часот од столчето или од клупата или каде ќе има место во спортската сала да седи. Да се надоврзам. 5 оделение, 6 веќе пубертетот кај девојчињата со првиот менструален циклус почнува. Кај машките тоа го приметуваме со почнува брада да расне, гласот им се менува. Тоа се знаци дека пубертетот, границата секоја година се намалува. Така да не случајно спомнав, евентуално 7 може на учениците да се делува, може да се бара од нив да кренат по некој спортски пат. 8-9 оделение веќе сето тоа е касно. Така. Овој град нема одамна атлетика, го имаме само првоаприлски кој беше таму, не знам. Кросот, училишниот крос, кој од година в година е со се помал интерес и тоа мора да го признаеме. Да. И се забележува по дечињата дека не трчале, дека не се подготвени едноставно затоа што некој ќе се затрча првите 20-35, па потоа паѓа, застанува и така натаму. Веројатно и на тој план ќе треба многу да се работи затоа што атлетиката е кралица на спортовите и добро е овој град да си ја негува, меѓутоа пак ќе речеме услови немаме.
Добро, го спомнавте кросот. Многу е тешко на некое дете кој инсистира да трча. Да. Да му кажеш не. А донело од лекар потврда дека е способен да трча и на частот по физичко и здравствено образование апсолутно без никаков проблем си ги извршува сите зададени задачи. Сега таа тактика за време на трчањето, колку и да му зборуваш на едно дете, тој едноставно го понесе стартот и тоа е. Гледа некој покрај него трчи брзо и тој мисли дека му побегне не може да стигне. Точно. Добро, да го заокружиме овде разговорот со едно ваше, би рекол, стручно размислување. Како еден млад човек или како родителите да своите деца да ги насочуваат да фатат правилен чекор во спортот за да имаат пред се здравие, а потоа, иако во втор план на резултатите и успесите оние врвни спортисти, може би некој во тој дел ќе направи посериозен исчекор. Ние сме пример на учениците. Комплексно би рекол тоа. Комплексна тема. Не може да се каже со можеби две реченици, три, ама пак сте стручени и може да кажете. Родителот е пример за своето дете. Ако родителот одвои малку време да спортува, тогаш и детето ќе го имитира и ќе го сака спортот. Ако родителот седне да гледа надпревар на телевизија, да не биде причината дека игра спортска кладилница, него да го коментира спортот. Детето ќе го засака спортот, ќе почне да го разбира спортот. Ако детето го праша родителот зошто сега се бунат овие судијата, родителот да не биде нервозен, нека да му објасни на детето што се случува на тој надпревар. И ние наставниците обично кога ги објаснуваме правилата, сме многу со многу трпение го правиме тоа. Ако родителот биде пример на детето да одвои саат или два да поигра со него кошарка, пинг-понг, да отиде на базен. Базенот летото ни е празен, ако го има. Да. Ако го имаме. Најчесто е празен. Е така. Значи, правенствено родителот, после сме ние наставниците и на крајот е упорноста на детето кој е сепак индивидуална особина. Многу ми се допадна на првата реченица, родителот треба да биде пример за децата. Тоа е универзално правило и сите оние кои сакаат своите деца да ги насочат во вистински правец, треба да им покажат со личен пример. Дали ќе трчаат рекреативно, дали ќе возат велосипед, дали ќе се активни во рекреативно мал фудбал, кошарка, тројки, тенис и така натаму. Има многу начини да се спортува и да им се даде пример на младите генерации. Ви благодарам за разговорот. Беше краток, меѓутоа ефективен и верувам дека и гледачите со интерес не следеа. Благодарам и на вас. Во секое време ќе разговараме на темите за кои... Ние договараме друга емисија, но затоа потоа ќе имаат време гледачите да бидат соодветно и навреме информирани. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со Ивица Цимпалјевиќ. Темата, знаете, она вообичаена спортот и здравјето, верувам дека имавте што да слушнете и нешто од тоа што го слушнавте можеби ќе го практикувате вие и вашите дечиња. Уште еднаш ви благодарам за вниманието, пријатно и довидување. Audio Jungle.